Нерешеното македонско црковно прашање во последната деценија на 19. век, посменувањето на скопскиот митрополит Теодосиј Гологанов и неговиот обид за обнова на Охридската архиепископија продолжило да биде присутно кај македонскиот народ во борбата против црковноверските пропаганди на соседните народи. Меѓутоа, општествено-политичките прилики пред македонскиот народ поставувале нови задачи за решавање, не само на црковното, туку и на прашањето за ослободување и за создавање на сопствена државност. Во 1893 година била основана тајната македонско-одринска револуционерна организација во Солун. Покрај главната цел ослободување и создавање македонска држава, ТМОРО си поставила задача и ослободување од дејствувањето на балканските црковно-просветни пропаганди, кои преку црквите, а посебно просветата, настојувале да го денационализираат и да го асимилираат македонскиот народ. Борејќи се за посебна македонска држава, ТМОРО се борела и за организирање на македонска црква, но по ослободувањето на Македонија. Таа настојувала во црковно-училишните општини во Македонија да доведе своји приврзаници кои македонското граѓанство ќе го насочуваат по нејзините цели. Втората струја на македонското национално револуционерно движење, однос на националното ослободување и државно-политичкото конституирање на Македонија, не била преокупирана со идејата за непосредното политичко ослободување од Турција, туку реализацијата на таа програма ја гледала во своејазична просвета и литература, во афирмацијата на својот фолклор и етнографија и посебно во добивањето на своја црква како основна предпоставка за целокупниот културен и духовен развиток на македонскиот народ. Начело на оваа струја стоел представникот на младата македонска интелигенција на школување во Русија, Крсте Петков Мисирков. Според Мисирков, верата е еден од најглавните белези на нацијата, па затоа решавањето на црковното прашање е еден од важните фактори во решавањето и на македонското национално прашање. Мисирков заклучува: ако религиозните пропаганди се погрижат да го оневозможат здружувањето на македонската интелигенција и македонскиот народ меѓу себе, тој прво нешто што треба да го стори да се создаде во Македонија едина, соборна и апостолска црква, тоест да се востанови Охридската архиепископија, која што ќе биде архиепископија на сеја Македонија. По несрекното завршување на Илинденското востание во 1903 година, европските големи сили, кои во крајна линија настојувале состојбата во Турција да остане статус кво, се определиле да се воведат реформи во Македонија сносливи за напатениот македонски народ. Русија и Австро-Унгарија, како составен дел на реформите, предвиделе обновување на Охридската архиепископија како самостојна автокефална црква, начело со архиепископ Домородец и со сите нужни управни тела, како и другите автокефални цркви. Административен јазик требало да биде македонскиот, и тоа како за црквата, така и за училиштата. Меѓутоа, високата порта била против таквиот план. Во обединувањето на македонскиот народ во една црква гледала нова опасност.
Под притисок и убедувањето на Русија и на Австро-Унгарија дека со формирање на самостојна црква во Македонија ќе се отстранат дејностите на верско-националните пропаганди далеку поопасни за неа, Високата порта се согласила. Му наредила на гувернерот на Македонија Хилми Паша да пристапи кон подготовките за реализирање на овој проект. Меѓутоа, проектот не го одобриле другите големи сили и балканските држави, па тој пропаднал. По задушувањето на Илинденското восстание, ТМОРО, преименувана во ВМРО, постепено ги средила своите револуционерни сили и успешно се спротивставувала во прв ред на започнатите оружени четнички акции на соседните држави, кои секоја за себе настојувале по пат на сила да создадат услови за идното приграбување на Македонија. Во такви неповолни услови, внатрешната македонска револуционерна организација не можела да му посвети поголемо внимание на македонското црковно прашање. Дури по младотурската револуција, хуриетот од 1908 година, кога младотурците прогласиле уставно парламентарен политички систем во Турција, во редовите на дотогашните македонски револуционери се јавуваат визии и за решавање на македонското црковно прашање. Еден од нив, Јане Сандански, во дадената ситуација кроел план. Во дотогаш најмоćната бугарска екзархија да навлезат што поголем број македонци и истата постапно да стане Македонска национална црква. Настаните во Турција и на Балканскиот полуостров, турската контрареволуција и сојузувањето на балканските држави до скорешни непријатели, Бугарија, Србија и Грција, довеле до војна против Турција, а по евентуалната победа да ја разделат Македонија меѓу себе. По завршувањето на Првата Балканска војна на 4 декември 1912 година, Македонија доживеала уште потешко робство. Била распарчена меѓу сојузниците. Во егејскиот дел на Македонија епархиите биле ставени под јурисдикција на грчката цариградска патријаршија. Оние во Пиринскиот дел останале под екзархијата. Епархиите во Вардарскиот дел биле ставени под јурисдикција на Белградско-Карловачката митрополија. Незадоволна од добиениот дел од Македонија, Бугарија им објавила војна на сојузниците Србија и Грција на 29. јуни 1913 година, но била катастрофално поразена. Силите победнички на Букурешкиот мировен договор во август 1913 година конечно ја разделиле територијата на Македонија и тоа според окупираните територии во Првата Балканска војна. Притиснат од воено-полициските режими, еден дел од македонскиот народ, во прв ред македонската интелигенција, бил принуден да ја напушти земјата од каде го кренал својот глас против новите поробувачи. Македонската родолюбива интелигенција и емиграција во Петроград
каде што и порано действувале познатите борци за национална независност за македонскиот народ, меѓу кои Крстен Бисирков, Димитрија Чуковски, доктор Гаврил Константиновиќ и други, започнале со издавање списанието Македонски голос на руски јазик против поделбата на Македонија. До големите сили и до општественото мислење на балканските држави разбивачи на Македонија упатиле два меморандума во кои го истакнувале природното и општественото право на македонскиот народ на слободно и независно постоење. Во точката 4 во меморандумот до големите сили стоело: во црковен однос неопходно е во Македонија да се востанови Охридската архиепископија како автокефална црква во канонско општење со другите православни цркви – грчката, српската, бугарската, романската и сириско-арапската. Извесен број македонски интелектуалци емигрирале во други европски и во прекуокеански земји, главно во Америка. Разочарани од новите поробувачи на нивната татковина, емигрантите во Соединетите Американски држави и во Канада, во врска со склучениот Букурешки мировен договор, во знак на протест одржале Народен македонски конгрес во градот Чикаго. Едногласно била донесена резолуција во која се повикувала Македонската револуционерна организација да ја продолжи борбата против новите освојувачи на Македонија се до ослободување, со старата девиза на ВМРО «Слобода или смрт». Меѓу многобројните протести на македонската емиграција, растурена низ светот, заслужува да се спомене групата македонски студенти во Женева, Швајцарија, начело со доктор Коцарев, родом од Охрид, инаку приватен доцент на факултет. Во екот на Првата светска војна, Србија и Бугарија, една против друга, насилно мобилизирале македонско население во редовите на своите војски. Во 1970 година доктор Коцарев ја искажувал пред европското јавно мислење абсурдноста на Солунскиот фронт. Мобилизираните војници македонци да војуваат брат против брат. Истовремено се заложувал за праведно решение на македонското прашање по војната преку создавање на една Балканска конфедерација на Балканот во која би влегувале рамноправни држави – Албанија, Црна Гора, Далмација, Војводина, Хрватска, Србија, Македонија и Бугарија. По завршувањето на Првата светска војна, положбата на македонскиот народ во ништо не се изменила. Многобројните емигрантски групи, како и сите прогресивни сили, пред и во време на Версајската мировна конференција, испраќале апели и меморандуми за правно решение на македонското државно и црковно прашање. Во декларацијата на бившата серска револуционерна организација, покрај барањето за создавање на самостојна македонска држава, во точката 3 стоело: во Македонија
треба да се воспостави и самостоен духовен живот преку Слободна православна црква со центар во Охрид, старото седиште на Охридската архиепископија. И привременото представителство на внатрешната организација упатило апел до македонското население и до македонската емиграција во Бугарија на 9 март 1919 година, во која се барало целосна и неразделна Македонија како самостојна политичка единица на Балканот, а во точка 2 стоело: во така формираната држава да се даде полна слобода во општествениот и црковниот живот. Привременото представителство испратило свој ополномоштен пратеник на мировната конференција во Париз во лицето на Павле Поп Христов, кој се застапувал за самостојна македонска држава на Балкан. Во точката 7 во барањето до конференцијата стоело: да се сочува стариот извор на Свети Кирило Методиевското учење и Климентовото светилиште во Охрид, кој им припаѓа на словенските народи на Балканот. До Версајската мировна конференција се обратило и Македонско-романското културно-просветно друштво од Букурешт, и тоа меѓу другото барало создавање на независна и автокефална црква во Македонија за сите нејзини епархии. Покрај сите апели и барања, Версајската мировна конференција, за да ги задоволи своите сојузници во војната Грција и Србија, ја санкционирала Букурешката спогодба од 1913 година за тројната поделба на Македонија, додавајќи уште еден претендент на западниот дел на Македонија, новоформираната држава Албанија. Македонците во сите окупирани делови на Македонија биле изложени на денационализација и декларирани само како јужносрбијанци, грци, македонски бугари и албанци. Од хегемонството на Србија и на српската династија Караѓорđević, на 1 декември 1980 година, од името на српскиот крал Петар I, регентот Александар I Караѓорđević го објавил формирањето на новото кралство на србите, хрватите и словенците, во кое Македонија, со новонаметнатото име Јужна Србија, станала составен дел на голема Србија. Егејскиот дел на Македонија бил прогласен за Северна Грција. Пиринскиот дел на Македонија од царството Бугарија бил таксиран како Западна Бугарија, а компактното македонско население било прогласено за бугарско. Судбината на распарчениот македонски народ ја споделувала и црквата. Некои македонски епархии, во зависност на чија државна територија се нашле, биле озаглавени со владици на нивните цркви – срби, бугари, грци и албанци. Предстоело формирање на српската автокефална црква преку обединување на трите затечени автокефални цркви – Белградско-Карловачката митрополија,
Црногорско-приморската митрополија и епархиите дотогаш формално под грчката цариградска патриаршија, а по Првата Балканска војна на територијата во кралството на новата држава Србија, Хрватска и Словенија. Со кралски указ од 28. август 1919 година била донесена уредба за устројство на Српската православна црква и бил формиран Централен архиерејски собор, со кој 6 епархии во Вардарскиот дел на Македонија ги представувал црногорецот Варнава Росич, назначен за скопски митрополит од српската окупациона власт по Балканските војни и Првата светска војна. За да се зачува некаква каноничност во врска со присвојувањето на македонските епархии, иако Цариградската патриаршија само фиктивно го задржала канонското право на јурисдикција на сите македонски епархии, бидејќи тие де факто биле под јурисдикција на бугарската екзархија, српската држава и црква се обратиле до неа и барале канонски отпуст од неа за 6 македонски епархии и по пат на томос, благослов, нивното приклучување кон Српската православна црква. На 18 март 1920 година Српската државна црковна делегација, составена исклучиво од срби, без било каква согласност на македонскиот народ, заминала во Цариград за преговори со Цариградската патриаршија. Откако кралството на србите, хрватите и словенците дало обештетување на отпуст на македонските епархии во Цариград, била постигната спогодба. Српската православна црква да се подигне во ранг на патриаршија со сите православни епархии на територијата на кралството на србите, хрватите и словенците. Македонија била именувана како Јужна Србија, а македонските епархии, заедно со нивното македонско население, за јужносрбијанци. Во Сремски Карловци на 30. август 1920 година била обновена старата Печка патриаршија, а веќе на 30. октомври во Соборната црква во Белград, во присуство на регентот Александар Караѓорđević, кој го заменувал стариот крал Петар I, за патриарх бил избран српскиот митрополит Димитрije. Чинот на воспоставувањето на Српската православна црква бил завршен со томос, издаден од Цариградската патриаршија на 19. февруари 1922 година, а прочитан на 2. април 1922 година во Соборната црква во Белград од представникот на Цариградскиот патриарх, амасискиот митрополит Герман. За воспоставувањето на обединетата Српска православна црква, благословот на Цариградската патриаршија, според одлуката на наводен канонски ред и обичај, се темелел на политичките промени во Вардарскиот дел на Македонија. Така, Скопската, Велешко-Дебарската, Пелагониската, Струмичката и дел од митрополијата Воденска и биле доделени на Српската православна црква уште со Букурешкиот договор од 10. август 1913 година, без да се наспомне дека кралството на србите, хрватите и словенците платило за тоа на Цариградската патриаршија 1.500.000 златни франци. Уште не била конституирана ново поставената Српска православна црква во кралството, а во 1920 година во Македонија биле испратени српски епископи. За Преспанско-Битолски бил именуван владиката Јосиф Цвијовиќ,
за скопски митрополит Варнава Росич, за Охридски Николај Велимировиќ, за Струмички владиката Серафим. Српските владици веднаш пристапиле кон отстранувањето на сите свештеници и други раководни лица во црковните општини, кои политички не одговарале на хегемонистичката политика на Српската православна црква. Масовно биле отпуштани и расчинувани многу свештеници. Некои биле испратени во служба во Србија, други пак пензионирани и слично. Во периодот меѓу двете светски војни, македонскиот народ во распарчената Македонија и на црковен план ја делел судбината на ново робување. Трите, односно четирите монархистички режими на соседните држави го прогласиле македонскиот народ за непостоечки, му ја негирале националната индивидуалност, го забранувале македонскиот и му го наметнувале својот јазик. Со нечуен терор, македонскиот народ бил подложен на денационализација и асимилација. Во такви услови, македонскиот народ не можел и да помисли за решавање на македонското црковно прашање. Со цел да се создаде каков таков политички отпор против монархистичко-буржуаските режими, во трите дела на распарчена Македонија, македонскиот народ барал сојузници меѓу прогресивните движења во Европа и пристапил кон создавање на илегални организации, меѓу кои и на внатрешна македонска револуционерна организација, ВМРО Обединета, која во програмата се залагала за менување на хегемонистичките режими и создавање федерација или конфедерација на балканските народи, во кои Македонија ќе биде рамноправен член. Покрај ВМРО Обединета, прогресивното македонско студентско движење МАНАПО го крена својот глас против денационализацијата и асимилацијата на македонскиот народ од страна на српската власт.